по функција градоначалник, приватно посветен сопруг, татко, голем влюбеник во природата и рекреативните дејности. Токму во неделата кога Општина Центар го слави својот 47-ми роден ден, на утринска дружба го имаме градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски. Добро утро. Добро утро, градоначалнику. Добро. Добро дојдовте во Општина Центар. Да, ви благодариме. Ќе го пиеме роденденското утринско кафе со вас. Ке ми биде чест. Градоначалник, родендените се убава можност и да се фрли поглед наназад. Што е сработено, што преостанува да се сработи? Родендените се убави настани кои што треба да ги испочитуваме и прославиме, но и да направиме пресек, како што кажавте, да видиме што е реализирано овие 2 години. Се дојдовме до средината од мандатот, но и да ги предвидиме новите проекти кои што ќе ги реализираме останатите 2 години. Се прави во моментот, се сумира сето она што е реализирано изминативе 2 години, за да се представи пред граѓаните. Во текот на следниот месец ќе имаме буџетски форуми каде ќе ги присобереме сите оние идеи и предлози од страна на граѓаните кои што ќе ги ставиме во новите програми, новите буџети, се со цел да реализираме проекти кои што ќе бидат предложени од нивна страна, но и проекти кои што беа промовирани и со кои што ние ги добивме изборите, неколку поголеми проекти кои што планираме да ги реализираме до крајот на мандатот. Можете да бидете задоволен од сработеното? Секогаш кажувам, со тој што работи со љубов, со многу енергија и што има добар тим на луѓе, има и резултати. До сега тоа што е направено се работи со многу енергија, со добар тим на луѓе и искрено сум задоволен. Секогаш може и повеќе и подобро. Велат најголеми проблеми во една општина се дивоградбите и паркирањето. Како се сноѓате вие? Еден од најголемите проблеми во најцентралната општина, истиот проблем го имаат и сите метрополи во центарот на градот, каде што проблемот е со паркирањето. Имаме голема фреквенција на луѓе и сообраќај и кога има голема фреквенција и логично и без да правиме анкета дека најголем проблем е паркирањето, за кој што благовремено бараме решение. Сите улици кои што се прават, бараме начин да ги ослободуваме тротоарите пред се од возилата, овозможуваме повеќе простор за пешаците и нови велосипедски патеки, но и креираме нови паркинг места и дополнително ги правиме резиденти, се со цел да ги задоволиме потребите кои што живеат на таа улица која што се реконструира или реновира, за да има што повеќе паркинг места. Градот и општината во минатото кога се проектирала не било планирано толку број и на население, а второ и на возила. Ако земете статистички бројки, пред 5-10 години сите сме имале по едно возило по семејство, сега имаме по неколку, односно има семејства кои што имаат по 2-3 возила, паркинг местата се тие. Наш напор, наша цел е да ослободиме, односно креираме нови паркинг места, што е ставено во планот и програмата. Верувам дека требаше да се отпочне падна јавна набавка, каде што требаше да се отпочне нова монтажна гаража во Капиштец. Истата верувам дека набрзо ќе биде ставена повторно јавната набавка и ќе биде реализирана следната година. Што најмногу ви се допаѓа во Скопје, односно во Општина Центар, а што не ви се допаѓа? Израснат сум во населбата Капиштец и секогаш кажам дека Капиштец ми е при срце, поради тоа што таму сме ги поминале и најубавите моменти од детството. Поради тоа што сум израснат во Капиштец, го паметам колку беше урбанизирано, односно колку слободен и зелен простор имавме. Игравме фудбал баш на сегашните паркензи кои што се на улицата Народен фронт. Во долж улицата беше паркот, каде што ги поминавме и детските денови. Ми се допаѓаше зеленилото, односно ни фали зеленилото и послободен простор во општината. Сега сум со живење во Дебар Мало, често сме во паркот,
ми се допаѓа паркот каде што и децата растат, гледаме да биде повеќе во зеленило, а има многу работи за кои што треба да поработиме, а тоа е во делот на зеленилото, и иако вложуваме многу напори, имаме програми, проекти и одредени буџетски средства, но секогаш треба повеќе во делот на зеленилото. Кажете за динамичен човек, дали му давате време на времето или делувате сега и веднаш? Зависи за каков проблем и за каква идеја станува збор. Некогаш реагираме многу брзо и пресекуваме. Некогаш оставаме ден-два да легнат и преспијат работите за да донесеме решение. Зависи за каква идеја или проблем станува збор за да носиме и одлуки. По функција градоначалник, прв човек на општина Центар, но приватно посветен сопруг, татко на две момчиња. Кој е Горан Герасимовски приватно, да ни кажете? Сопруг, родител на две малолетни деца, 9 и 7 години. Секое слободно време бараме начин да го поминеме заедно со семејството, со децата, често во природа. Секојдневните обврски го скратуваат времето кое што треба да го поминуваме со семејството, но наоѓаме начин да во текот на викендите, во текот на празниците целосно им се посветиме. Гледаме да ги учиме и децата на здрави навики. Двајцата спортуваат, мешаат малку фудбал, малку кошарка, сакаат да се дружат, сакаме да патуваме. Изминатите искрено 2 години можностите за патување ни се намалуваат поради секојдневните обврски кои што ги имаме, но наоѓаме начин да се посветиме на семејството и на фамилијата, која што ни е и најголема поддршка во се ова што работиме. Која е вашата најсилна страна, што ви е слабост? Гледаме да бидеме упорни и секоја цел и секоја планина може да се искачи ако бидеме упорни во тоа што го работиме со љубов. Многу често и при разговори со вработените, но и со одредени колеги ван работа, гледаме да во текот на денот завршиме што повеќе обврски. И се смеам обично наутро кога доаѓам на работа, кажете што добро да направиме денеска и каков убав проект да реализираме, поради тоа што само така можеме да се исполниме самите себе си, но и да помогнеме некому на кого му е потребна помош. Има денови кога се оди од рака и ништо не е тешко и не е проблем. Меѓутоа има и такви кога избегнуваме да поминеме покрај огледалото. Како градоначалникот Герасимовски се справува во тие денови? Во текот на денот и во текот на неделата има и убави и неубави моменти со кои што мораме да се справуваме. Наоѓаме начин да нервозата ја ставаме под тепех и да истата изфрлуваме преку спорт, пешачење и така натаму. Затоа наоѓаме време, поготово во утрата пред одење на работа, подруг е денот кога почнува со спорт, со чиста мисла, да можеме во текот на денот да ги надминеме и сите оние проблеми со кои се соочуваме, а сите, а не еден градоначалник кој што води општина, има одредени проблеми, за истите мора да наоѓа решение, но и да биде смирен и сталожен и да не избувнува. На 3 ноември е роденденот на општината. Нека е честит. Посакувам се што сте замислиле сите проекти да ги реализирате и повторно во некоја наредна прилика да пиеме тогаш не роденденско кафе, туку да сумираме што е направено и како е направено. Ви благодарам, на 3 ќе го прославиме роденденот, неколку дена ќе ги пројдеме со нашите најдобри ученици, ќе поделиме околу 120 стипендии на нашите ученици во делот на спортот, науката, културата, социјалата. Дополнително ги се поделат наградите Феникс и планираме една скромна мала забава. Ви благодарам што ова утро бевте гости на Македонија на утро. Беше чест, секој што добро дојдени во општина Центар.